преголемата желба за да имаме дете, на 18 години јас изгубив едно. За жал. Не сум го споделила тоа, еве сега прв пат тука го споделувам. Станува збор за клуб фут деформитет, тоа е стапало кој што е свртено скрз навнатре. Генетски е, затоа што јас имам од страна на татко ми братучет, кој што сега починат веќе со двете кој што бил исто така. Тоа знам дека е генетски наследено, па преку третов колено како дошло и така мене, јас сум го пренела тој ген на Андреа. Потоа она доби и субкутен емфизем од парапертусис вакцина и пукнаа белите дробови, беше во кома 14 дена како прво дете на 3 годишна возраст, едно изгубив, сега уште едно да изгубам. Беше болка. Земав тест. Кога го направив, покажа позитивен и првото нешто беше како ќе го родам, затоа што имав страф од раѓање, затоа што имав многу тежок порегај со Андреа. Тоа ми беше првата мисла, од другата страна се израдував. Сепак Андреа нема да биде сама. Господ ми подари уште едно дете. Ми кажа дека е аутизам и само ми кажа од овој момент па натаму, затоа што си свесна и можеш да го прифатиш тоа, започни да работиш со него и се што ќе постигнеш, тоа ќе биде успехот. Да не чекам. Колку што имам добро разбрано, поправете ме ако грешам, вие тогаш не сте психолог. Не, 4,5 години. И тогаш тоа е всушност практично многу малку зборува, така? Многу мали зборови, нејасни зборови, на памперс беше, не знаеше да јаде сам, не знаеше која моја мајка, кој моја татко, немаше ориентација во простор, ништо тоа. Се трудевме колку можевме да го постигнеме, постигнувавме, но и одеше споро. Се до моментот кога отидовме на Свети Василий, само јас и сопругот, изодевме и боси, и пешки до манастирот, од долните конаци до горниот конак. Му читаа молитва, се нафатија за него и кога се вративме, тој прозбор. И од тој ден, во рок од 6 месеци... Истиот ден прозбора кога се вративте? Да. Не биле тука да видат како ме удирал додека сум возела. Не биле тука да го слушаат како вриштал во кола додека сум возела. Како викал во паркови, не ме зимај, значи кажувал зборови што јас на сопругот сум му кажала некој ден ќе дојде некој ќе рече ние го киднапираме детето, што е наше.